Во земјава денеска се одбележуваат 154 години од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. По тој повод во Куманово традиционално беше положено цвеќе пред бистата на Гоце Делчев во дворот на гимназијата, која со гордост го носи името на визионерот кој го разбра светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Роден на 4 февруари 1872 година, Гоце Делчев беше сончев зрак во мрачните денови на робството. Глас што одекнуваше низ долините и планините. Визионер што ја гледаше иднината како поле за културна и духовна слобода. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите, ке напише тој. Мисла што денес, како светилник не води низ бурите на времето. Со положување цвеќе, ние не одаваме само почит на еден историски лик. Ние му покажуваме дека неговата мисла се уште живее, дека неговата борба не е заборавена и дека неговиот дух останува вграден во нашата иднина. Гоце Делчев се школувал во гимназијата во Солун и на Воената академија во Софија. Како член на ТМОРО бил наречен апостол на револуцијата. Како голем хуманист, учител и борец, организирајќи ја борбата за слобода на македонскиот народ, тој ја обиколил целата држава. На 4 мај во 1903 година бил убиен од турска војска во селото Баница на патот кон Сер. Директорката Марија Тодоровска пред присутните истакна дека гимназијалците ја следат визијата на патронот за надпревари на сите полиња. 4 февруари, ден кога го одбележуваме раѓањето на нашиот великан, на нашиот патрон Гоце Делчев, кој што навистина како училиште гордо го носиме неговото име, го чествуваме и ја следиме неговата визија за надпревари на сите полиња. На високо ниво се наоѓа нашето училиште на државно, па дури сега започнавме веќе да се надпреваруваме и на светско ниво. Меѓу најуспешните сега настани што имаме во овој период е пласирањето на ученичката Илина Арсовска од 3-та година, која што успешно го помина прагот на државно ниво и се пласира на Европска женска математичка олимпијада, која што ќе се одржи оваа година во Бордо, Република Франција. Многу успеси, многу има што да се каже за нашето училиште, влегуваме во нови проекти. Ќе го истакнам новиот проект Супер училиште, кој што е поддржан од Рајко проект, една нова соработка со училиште од Тиват, од Црна Гора. Веќе една средба е остварена, во месец март ќе имаме повторна средба со истите ученици и наставници за да го комплетираме овој проект. Еразмус плюс повторно ни овозможува да ги шириме нашите проекти, дружби, сознанија за многу нови училишта, многу нови начини на изведување на настава, што тоа многу допринесува за да училиштето се повеќе и повеќе расне и биде познато на европско ниво. Голема благодарност изразувам до сите делегации денеска, што во голем број дојдоа да го одбележиме овој значаен настан за нас. Оваа година одбележуваме 80 години од постоење на училиштето, бидејќи во 1945-46 година прв пат започнува со настава, така да цела година ја бележиме како јубилејна, но чествувањето ќе биде на нашиот патронен празник на 4 мај, кога со пригодна програма, свечаност, доделување на награди, признанија ќе биде одбележена 80 годишнината. На денешното чествување гимназијалците рецитираа поезија посветена на Гоце Делчев. Го паметиме, го чувствуваме, се гордееме со него. Гоце Делчев не е само име. Тоа е светлина со која ќе кориме. Неговата храброст и желба за правда живеат во нас и никогаш нема да згаснат. Централното чествување на годишнината од раѓањето на Делчев се одржа во дворот на црквата Свети Спас во Скопје, каде што од 1946 година почиваат неговите посмртни останки.
Гимназијалката Илина Арсовска од Куманово е дел од македонската екипа за овогодинишната Европска женска математичка олимпијада што ќе се одржи во Бордо, Франција. Илина е трета година во гимназијата Гоце Делчев, а по втор пат ја представува државата на европски надпревар. Така е, мене ми е втора година да се пласирам на овој надпревар и со задоволство би сакала да го представам и училиштето и државата и се надевам дека ќе се вратам со успешни резултати. Во тимот имаме 4 ученички од цела Македонија и ние заеднички ќе се бориме за награда. Но секако индивидуално се надпреваруваме, секоја за себе. На овој европски надпревар учествуваат околу 50 земји од цела Европа, а има и земји кои што се надвор од Европа, иако се вика Европска олимпијада, учествуваат и земји широм светот. Се надевам на добри резултати и ќе се спремам уште повеќе отколку до сега. За да се стигнем до оваа олимпијада, првин почнувам со општинскиот надпревар по математика, потоа оди регионалниот надпревар, па државниот надпревар, понатаму македонска математичка олимпијада, од која подоцна се пласираме на меморијалниот надпревар Александар Блажевски Цане, кој што е исто така од олимписки карактер, и на тој надпревар всушност се вршат селекциите за 4 девојчиња кои што ќе одат на Европската женска математичка олимпијада. Министерството за внатрешни работи соопшти дека неколку лица се повредени при судир меѓу две возила во Кумановско. Според МВР, вчера во СВР Куманово е пријавено дека на регионалниот пат Куманово-Скопје во село Љуботрак се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило Ауди со кумановски регистарски ознаки, управувано од 47 годишен жител на село Љуботрак, и патничко возило Шкода со кумановски регистарски ознаки, управувано од 51 годишен кумановец. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот на патничкото возило Шкода, додека со телесни повреди двајца негови сопатници, возачот на патничкото возило Ауди и неговата сопатничка. По целосно документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава. Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатото деноноќие регистрирала 2 интервенции. Во првиот случај пожарникарите интервенирале на опожарен контейнер во близина на основното училиште 11 октомври, а втората интервенција била во населбата Карпош, каде што екипа на противпожарната единица гаснела опожарен оџак, соопштија од регионалниот центар за управување со кризи. На 4 февруари секоја година се одбележува Светскиот ден за борба против ракот, за да се подигне свеста за ракот и да се поттикне негова превенција, откривање и лекување. По тој повод денеска Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје потсетуваа дека пушењето представува ризик фактор за малигни заболувања, а посебно за рак на белите дробови. Според податоците на Институтот за јавно здравје, водечка причина за смрт во држава во 2023 и 2024 се малигни неоплазми на бронхиите и белите дробови. Употребата на тутун е водечка причина за рак кој може да се спречи. Статистичките податоци покажуваат дека вкупниот број на починати лица од малигни неоплазми на бронхи и бели дробови во 2024 година изнесува 860, од кои бројот на мажи е поголем во однос на бројот на жени. Откажувањето од пушење значително го продолжува животниот век и квалитетот на животот, и токму на Светскиот ден за борба против ракот уште еднаш апелираме на важноста од донесувањето на новиот предлог закон за заштита од пушењето со цел заштита на здравјето на сите граѓани, појаснува министерот за здравство Азир Алију. Покрај употребата на тутун, други ризик фактори за малигни заболувања се и прекумерна дебелина, употреба на алкохол, недоволна физичка активност, неправилна исхрана. Министерството за внатрешни работи соопшти дека на патниот правец Куманово село Липково, полициски службеници од мобилната единица за безбедност на сообраќајот при секторот за сообраќајни работи лишиле од слобода 31 годишен кумановец. Според МВР, при извршена сообраќајна контрола било сопрено патничко возило Голф со кумановски регистарски ознаки, при што било утврдено дека возилото го управувал возач без положен возачки испит за Б категорија. Лицето било задржано во полициска станица, а возилото одземено, информираат надлежните.
Општина Куманово започна со изградба на водоводна мрежа на новиот дел од булеварот Октомвриска револуција кај Макпетрол, информираат надлежните. Градежните зафати започнаа во ноември минатата година, а имаат за цел да го продолжат булеварот од крстосницата од улицата Доне Божинов до улицата Братство и Единство. Надлежните очекуваа дека оваа сообраќајно решение ќе го намали сообраќајниот метеж во центарот на градот. Паралелно кај крстосницата, каде сега завршува булеварот Октомвриска револуција, ќе биде изграден кружен тек, кој треба да ја замени семафорската сигнализација. Започната исплатата на средства на апликацијата Мој ДДВ за скенираните фискални сметки за четвртото тримесечје од минатата година, информираат од Управата за јавни приходи. Од УЈП вела дека исплатата на средствата продолжува и како што се обработуваат налозите, така се исплаќаат средствата на сметките на корисниците на Мој ДДВ. Доколку немате добиено средства, проверете ги и ажурирате ги податоците за трансакцијската сметка директно во апликацијата Мој ДДВ. На тој начин УЈП ќе има точни податоци за корисникот и ќе може да изврши исплата на поврат по основ на Мој ДДВ, велат од Управата за јавни приходи. Одделението за истраги при секторот за контрола и истраги минатата година поднесе вкупно 213 кривични пријави против 443 физички и 160 правни лица до основното јавно обвинителство и обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. При тоа во 196 случаи е утврдена штета врз буџетот од 102 милиони денари, соопшти Царинската управа. Бројот на поднесени кривични пријави е зголемен за повеќе од двојно споредбено со 2024 година кога беше поднесена 91 кривична пријава, информираат надлежните. За неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги се спроведени истраги и поднесени се 7 кривични пријави, за криумчарење 40 кривични пријави, за царинска измама 39 кривични пријави, за фалсификување исправа 85 пријави, а за недозволено тргување со оружје поднесени се 7 пријави. Поднесени се и кривични пријави за злоупотреба на службена положба и овластување, вршење меѓународен јавен превоз без поседување лиценца, како и избегнување плаќање акциза. Дури 103 од поднесените кривични пријави се поднесени за сторени кривични дела со 232 возила, соопштија од Царинската управа.